сега вака, малку е специфично во контекст околу на тоа што почнав да го објаснувам. Архитектурата, односно архитектонската професија е една од ретките регулирани професии. Тоа значи дека таа е регулирана во смисла и во Европската Унија со директивата на Европската комисија, преку директивата која што определува всушност за да вие да бидете препознаени, да сте регистрирани како архитект, мора да поминете низ образовен процес кој што вклучува одреден тип на знаење и вештини. Значи, тие се пропишани. И затоа еден архитект, кога ќе заврши, тоа значи дека тој поминал низ процес на обука, процес на образование, во кој што биле вклучени разбирањето на просторот, историјата на архитектурата и уметноста, цртањето, знаењето за конструкциите и техничките елементи и детали на објектот, архитектонското проектирање, урбанизмот, заштитата на културно наследство и така натаму. Токму заради тоа, архитектонскиот факултет во овој момент има само една студиска програма, и потоа сме специфични да кажам, од 5 годишни интегрирани студии од прв и втор циклус. Тоа значи дека за да станете архитект, треба минимум 5 години да студирате, да се стекнете со 300 кредити, за потоа, бидејќи е регулирана професија и поради тоа постои комората на овластени архитекти и овластени инженери и учесници во градбата, да после одреден број години на практично искуство можете да се стекнете со овластување кое што ви овозможува да влезете во професија и како одговорен архитект-проектант. Така. Ова мал дел од професионалците, за жал, и инженерите, и особено колегите кои што се во комората го знаат, меѓутоа тоа е основата и причината зашто ние имаме комора. А причината е дека како регулирана професија, се знаете, регулирани професии се неколку професии. Значи, например, медицинските доктори, стоматолозите, правниците се регулирана професија заедно со архитектите, односно професии чии што делување има директно влијание на животот на луѓето. Се разбира, во Европската Унија тенденцијата е сите професии да се регулираат, односно да се пропише, да се стандардизира кои се знаењата и вештините кои што треба да бидат совладени во одредена дисциплина, односно во одредена област, со цел да имаме споредливи, како што и наведува кредит трансфер системот, да имаме споредливи студиски програми кои што ќе ни овозможат и поголема мобилност.